Горијан Петревски е македонски писател на литература за деца и млади, писател со голем број на дела, кој привлекува големо внимание и буди емоции кај читателите. Чувствата кај младите, првата љубов, детските тајни, наврати во детството на кои се присетуваат возрастните. Неговата непосредност при пишувањето, ситуациите кои се дел од животот на една млада личност, па дури младоста по која секој возрастен копне. Објавен е и првиот том на избрани дела, 18 романи кои го одбележуваат неговото творештво. Првиот роман е Споменка, вториот дел е Спомените за споменка и третиот дел Сонот со споменка. Но јас на тој лик му посветив уште една книга за доцнети писма до споменка, која за жал не може да влезе во овој проект од избраните дела. А потоа следува вториот, третиот, четвртиот, петтиот, 6. Значи 6 тома, а во секој том ќе има по 3 романи. И мислам дека навистина публиката ќе биде задоволна. Станува збор за позната трилогија Споменка, Спомените за споменка и Сонот за споменка, во која освен тинеџерите ги засегаат и возрастните. Но која е нивната тематика? Романите ми се пишувани во јас форма, тогаш мислев дека ако се пишувани во прво лице, ќе бидат поубедливи за публиката, ќе бидат поверодостојни, но сега кога би се прашувал, би ги напишал романите во трето лице и на тој начин би ја оддалечил малку споменка од себе, но се разбира и вака во прво лице ми се романите навистина прифатени. Уште од самиот почеток, кога се појави првиот дел, па потоа читателите бараат втор дел, а самиот по себе се наметна и третиот дел. Значи една чиста прва љубов од едно подалечно време. Оваа трилогија представува освежување на неговите читатели, кои секогаш со нетрпение очекуваат да дојдат до неговиот пишан збор. На прашањето дали да очекуваме и други романи кои треба да се појават во овој проект. Мој нов роман, насловот му е Името ми е Vivian Lee, а е приказна од денешно време и работена е според вистината на една тинејџерка. Многу е близок и доаѓа нешто како втор дел на снеговите на Климентин Наевин. Јас се обидувам во моето творештво на вистина проблемите да бидат автентични, да бидат блиски до оние што ќе ме читаат, до денешните генерации. Бев упорен во моите романи и многу сум среќен што моите читатели се пронаѓаат во нив. Сепак тоа не е случајно. Среќен сум што создадов мост меѓу возрастните и младите, вели Петревски.